пенливо вино го спремаме станушина сорта, традиционална метода, ќе само моментално лежи на фин талок. Па вака лежи скоро 9-10 месеци. Значи нека ова лето ќе го може да го спремиме више за продажба да биде. Нашето поднебје има долга традиција во производство на високо квалитетно вино. Македонските винарии се ориентирани кон извоз, со зголемена продажба на вина во шишиња и промена на минатиот имидж на земјата како извор на наливно вино. Сепак тие се доминантни на домашниот пазар, оставајќи мал простор за увезени вина од познати вински региони. Дека има квалитет се уверивме при посета на една од винариите во Скопје, каде виното се чува на идеална температура од 12 до 15 степени. Квалитетно вино пред се мора да се направи од квалитетно грозје. Нашето поднебје, нашата земја дава, да не бидам скромен, совршени услови за производство на грозје. Тоа било и во минатото, тоа и денеска. Така да, знаете, горе-доле сите вина во Македонија, без разлика од кој производител се квалитетни. Тука веќе станува малку и субјективно прашањето што преферирате, што сакате бели, сакате црвени, розе, суви, полусладки. На тој принцип ќе изберете. Предпоставам и визуелниот дел многу делува пред се на етикетата, на изгледот на шишето, влијае на изборот на конзументите, на купувачите, така да неколку фактори се во игра. Сепак, знаете, и да изберете некој вино кој што нема да ви се допадне, следниот пат ќе имате можност повторно да бирате, да дојдете до вистинскиот вкус кој вас ви одговара. Произведуваме бело вино, црвено, розе, од повеќе сорти, темјаника, ризлинг, шардоне, вина што лежат во буре. Пазарот е многу мал, производството на вино во Македонија е големо. Знаете, Македонија е еден од поголемите производители на вино на Балканот. Нашето вино треба премногу да се промовира. Тука заедно мислам и на поголемите и на помалите винари. Во секој случај, ако се фокусирате, како и во секоја работа, дадете 100% напор да постигнете, направите нешто, ќе обстанете и ќе може да функционирате. Македонците сакаат повеќе бело, најчесто темјаника, за разлика од странците кои што сакаат да пијат вранец, македонска локална сорта. Купуваме грози од исти кооперанти секоја година и со тоа го задржуваме квалитетот секоја година. За среќа Македонија се повеќе посетуваат странски туристи кои што покрај останатите знаменитости, нели природни убавини, езера, планини, сакаат да поминат моменти во дегустација на наши традиционални јадења. Тука исто така мислам и на виното, така да подеднакво можам да кажам дека се застапени и македонските и странските туристи во нашата дегустациона сала. Процесот почнува од септември, кога почнува бербата, трае до крајот на октомври, почетокот на ноември, потоа виното оди во овие танкови лежи и во овие дабови бочви. 12 до 24 месеци во зависност од сортата. Јас се обидувам пред се да ја промовирам земјата, Македонија. Тука сето тоа доаѓа нели во пакет заедно со грозјето, производството на грозје и понатаму вината. Секако највеќе се здржуваме на вината. Во секоја дегустација има по 5, 6, 7 вина, сите имаат различни карактеристики, се обидувам да им објаснам што секој вино што нуди, всушност што да пробаат да најдат во секој од тие вина. Би рекол дека тука најмногу во Македонија, иако во текот на годините ова извезувало и како во Соединетите Американски држави, Канада, Чешка, Хрватска, дури и во Кина, ама сепак мислам дека најголемиот дел од виното се консумира, се троши во Македонија. Последните години белото се повеќе излегува како победник, можам да кажам. Зимскиот период црвеното вино секогаш доминира, белото вино почнува, иако летото, пролет се пие, последните години, како што кажав, и белото вино се конзумира и во зимскиот период. Дури и розе вината и пенливите вина стануваат некако секојдневие за македонскиот. Последниве години више сакаат, ги интересира, се распрашуваат, сакаат да знаат повеќе за како се прави виното и доаѓаат најчесто на вински тури во нашата винарија. Турите најчесто во преку ден, во 12 часот почнуваат. Имаме скоро секој ден вински тури. Секако ќе пробаме да ја пренесеме таа љубов, нормално едукацијата, школувањето кое што и ние сме го поминале, така да
Во овој момент не би можел да кажам, ама во секој случај секој еден посетител, било кој да е, се обидуваме да го внесеме во виното, сепак една култура, една традиција која што ние како народ ја имаме во нас и треба да ја пренесуваме. Потребна е поголема промоција на винскиот туризам. Долгата традиција на производство на вино, добрите климатски услови за производство на квалитетно грозје и автохтоните сорти не прават да бидеме еден од најквалитетните региони. Винскиот туризам е нераскинлив дел од целата винска приказна на Македонија, како земја што има огромни можности за промоција на своите вински убавини и презентација на вина, што за туристите представуваат нешто ново, екзотично и впечатливо.